Изградба и продажба на станови, Трим и Лум. Околу 1,6 милиони единки охридска пастрмка се планира годинава да бидат пуштени во Охридското езеро, што е за околу 500.000 повеќе во споредба со минатата година. Ова беше соопштено при посетата на Хидробиолошкиот завод во Охрид од страна на заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Албрим Хоџа, заедно со представници на Државниот инспекторат за земјоделство. За време на посетата представниците одблиску се запознаа со процесот на вештачко размножување на охридската пастрмка и подготовките за предстојното порибување. Со пловен објект на Министерството патуваа од Струга кон Охрид, а во Хидробиолошкиот завод Душица Илич Боева им ги презентира сите фази од процесот од добивање на икрата и инкубацијата до одгледувањето и подготовката на подмладокот за порибување на езерото. Од Министерството најавуваат дека ќе продолжат со активности институционална поддршка насочени кон заштита, размножување и зачувување на охридската пастрмка како автохтон вид и едно од најзначајните природни богатства на Охридското езеро. Во родното Велгошти Охрид вечерва се потсети на еден од најзначајните македонски раскажувачи. Со традиционалната вечерна Живко Чинго се одбележаа 91 година од неговото раѓање, но и трајната вредност на неговото книжевно дело. Манифестацијата е потсетник на големиот македонски раскажувач и место каде што пишаниот збор продолжува да живее. Живко Чинго не научи дека расказот е најдлабокиот отпечаток на човековата душа, магичен мост меѓу нашата традиција и современиот копнеж за слобода. Неговата литература останува траен патоказ за секој што се осмелува да пишува. Во рамките на манифестацијата беше доделена наградата за најдобар расказ. Оваа година признанието му припадна на доктор Маријан Паклиџановски за расказот Службен пат до Тирана. Во светот на Чинго, како и во животот, реалноста и чудото често одат рака под рака. Токму во тој простор се раѓа секоја добра приказна. Чинго не учеше дека книжевноста не е во големите зборови, туку во чудото скриено во секојдневниот живот, во човечноста што обстојува и кога времињата се тешки. Вечерва, прифаќајќи оваа награда, чувствувам одговорност и обврска да останам верен на приказната, на јазикот и на луѓето за кои пишувам. Во беседата посветена на Чинго, академик Кјулавкова се осврна на неговото место во македонската литература и на книжевната моќ на неговите дела. Вакви убави настани, како вечерашниот, нека бидат повод и да се потсетиме на важноста на книжевноста, културата и уметноста. Неретко денес, токму на овие простори на кои што културата достигнала врв во разни историски епохи, политичките структури ја маргинализираат, да не речам дека ја жртвуваат културата. А таа културата во тој контекст и македонската книжевност и јазик е столб на националните вредности, обележје на државноста, таа е бесценето добро, наследено и стекнато, меморија без која што би били избришани од мапата на цивилизираните народи. Манифестацијата беше збогатена со културно-уметничка програма насловена Македониум, на која настапија повеќе изведувачи. Утре на плоштадот Долна порта во Охрид ќе се одржи петтото издание на манифестацијата Вкуси го Охрид локално, во организација на Slow Food Охрид со поддршка на Општина Охрид, Факултетот за туризам и угостителство и локалните производители. Посетителите ќе имаат можност да дегустираат внимателно избрани локални деликатеси, да се запознаат со охридските производители и да ја откријат традицијата и богатото гастрономско наследство на регионот. Во фокусот годинава е охридската медовина,
традиционален пијалак подготвен од мед и вода, кој носи приказна за локалните вкусови и култура. Организаторите велат дека Вкуси го Охрид локално е повеќе од гастрономски настан, бидејќи создава директна врска меѓу локалните производители, угостителството, туризмот и посетителите. Граѓаните и туристите се поканети да бидат дел од оваа гастрономска приказна и преку дегустација и разговор да ги запознаат локалните производи, нивното потекло и местото што го имаат во современата туристичка понуда на Охрид. Од вечерва па до 16 август на плоштадот Крушевска република ќе се одржи традиционалната саемска манифестација за Познај го локалниот пчелар, посветена на охридските пчелари, пчелни производи и традицијата на пчеларството. 8 локални изложувачи ќе ги представат своите производи: мед, прополис, матичен млеч, восок и други природни производи од пчеларството. Посетителите ќе имаат можност директно да го запознаат пчеларот кој стои зад медот што го купуваат, да дегустираат домашни пчелни производи, но и да дознаат повеќе за животот на пчелите и значењето на пчеларството за природата и заедницата. Организатор е Пчеларското здружение Охрид со поддршка на општина Охрид. Саемот започнува во 18 часот. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денеска во Охрид имавме променливо облачно време со сончеви периоди, дуваше слаб до умерен ветар од северен правец. Попладне се услови за локална нестабилност. Максималната дневна температура се искачи до 30 степени. Утре во Охрид сончево време со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветар од североисточен правец. Минималната температура од 16 степени, а дневната ќе достигне до 30 степени. Во Македонија утре температурите ќе се движат во интервал од најниска утринска од 10 степени до максимална дневна до 35 степени. Во деновите од викендот и во почетокот на новата седмица времето ќе биде претежно стабилно, а дневната температура ќе биде во пораст, освен во вторник кога ќе има услови за локален дожд и грмежи.